Границите кон Србија и Косово засега остануваат отворени. Комисијата за заразни болести, иако беше најавено, не доставила препорака до владата за затворање на граничните премини кон двете соседни земји, каде во последните денови има влошување на епидемиолошката состојба. И ова не е прашање на политика. И затоа владата не може да носи одлука која што би била политичка. Ние сакаме да носиме одлуки како што ги носевме и досега, врз основа на мислењето на стручните луѓе, на епидемиолозите, ако се согледа било каква потреба за било каков начин, се не преюдицирам дали би било тоа соодветен начин на поминување на граници и така натаму, ако се согледа дека има било каква потреба да се превземат некакви мерки, дури тогаш ќе разговараме на влада и ќе ја носиме таа мерка. Ако немате донесена нова одлука, ние немаме, тогаш важи стара. Во наредните денови ситуацијата внимателно ќе се мониторира, надежните институции ќе се консултираат со епидемиолозите пред да се носи одлуката. Ќе биде важно да се продолжи со оваа консултација, бидејќи сите одлуки што било кој денес и ние, и регионот, и Европската унија ги носи во однос на границите, се пред се од здравствен аспект. Нема политика, нема пријателство, главната калкулација е епидемиолошката слика. Северна Македонија е изземена од така наречената бела листа за влез во ЕУ. Унијата бара исполнување на 3 критериуми за да дозволи патување на граѓани од земјава. Првиот е не повеќе од 20 нови случаи на COVID-19 дневно на 100.000 жители во последните 14 дена. Вториот е трендот на нови случаи во истиот период во споредба со претходните 14 дена да биде стабилен или опаѓачки. И третиот е бројот на извршени тестови за присуство на COVID-19, како и веродостојноста на објавените информации. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.